Потребен е итан ангажман и целосна посветеност на владата за продолжување на евроинтегративните процеси, бидејќи гледаме дека на ова поле не се работи и ништо не се исполнува од реформската агенда. Ова го истакна председателот на СДСМ Венко Филипче, презентирајќи ја резолуцијата за дефинирање на националните позиции на земјава во однос на интеграциите во Европската Унија. Рече дека со овој документ би се поставиле заеднички сите државни и национални позиции. Кои се црвените линии кои Филипче ги најавуваше во резолуцијата? Владата на Република Северна Македонија и сите државни институции доследно се придржуваат кон определбата за безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ, како елементи за кои не се преговара со Европската Унија. И ова се нашите црвени линии. Дека Република Северна Македонија е подготвена да ги исполни обврските од преговарачката рамка со ЕУ, вклучувајќи ги и уставните измени, со јасна определба дека е тоа последна пречка без прифаќање нови барања или прашања од билатерален идентитетски карактер. Филипче очекува партиите да не го злоупотребуваат овој документ за лични цели, особено во предизборниот период, а по изборите да се договорат да го изгласаат овој документ. Постави и временска рамка, владата од 15 до 25 ноември да се изјасни дали останува на истиот текст на амандманите на уставните измени, до 15 декември собранието да ја започне постапката за измена на уставот со гласање до 10 февруари. Но кои се очекувањата ако се знае дека премиерот Мицкоски останува на ставот за уставните измени по завршување на преговорите? Ние видовме дека тоа не е прифатливо. Европските институции тоа го кажаа јасно на владата. Не може да има уставни измени со одложено дејство. Иако ние на почетокот кажавме доколку владата се избори за таква позиција. А тоа било нешто што и претходната влада на СДСМ се обидувала да го добие и не успеала, ние ќе го поддржиме. Премиерот Мицкоски и вчера, а и претходно изјавуваше дека со нетрпение очекува да ја види резолуцијата што ја предлага Филипче, па потоа ќе се произнесе.